Во моментот траат паралелно и анкетите, сондирањата, мерењето на јавното мислење, бидејќи е најбитно да ги најдеме најпозитивните кадровски решенија кои што може да ги понудиме на предстојните локални избори. А особено е лесно, условно кажано лесно, да се најде лик кој што ќе биде лидер на водење на бајракот на кампањата за градот Скопје, бидејќи имаме невидено неуспешен градоначалник од страна на ВМРО-ДПМН. И тие сега бегаат како ѓавол од крс кога ќе се спомне Даниел Арсовска, прејудицирам за ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, тој е нивен кандидат, тој е кандидат на ВМРО-ДПМН. Со брутални, небулозни предизборни ветувања, таа доби огромна поддршка од скопјани и сега кога ќе видите што било пред 4 години, што може СДСМ да понуди преку свој квалитетен кадровски потенцијален кандидат, а при тоа да се направи компарација во оние општини каде што Социјалдемократскиот сојуз има своји кандидати, каде што има општини на развој, на економски просперитет, на инфраструктурен бум и решавање на сите комунални инфраструктурни проблеми, може да дојдеме до позиција дека најподобното и добро решение за скопјани е да дадат поддршка на кандидат на Социјалдемократски сојуз, кој што во наредниот период, нормално, преку сите оние постапки на телата и органите на партијата ќе биде утврден како таков.